12-тата седница на Советот на општина Тетово започна и веднаш беше прекината. Одложена е поради точките кои, како што рекоа, биле недоволно разгледани. Станува збор за предлог одлуки за утврдување на методологијата за пресметување на цените на водата и собирањето, транспортот и отстранувањето на отпадот. Прекинот на седницата го побара советничката група на ВМРО ДПМН. На граѓаните на Тетово им даваме еден сигнал дека сепак се грижиме за нив, да не дојдеме во некои заеднички интереси или судар, тие да бидат оштетени. Има точки од донација прифаќање на страна на Молик и Жито Полок, стратешки планови за подобрување на меѓукултурното разбирање. Има овдека точки како што се од урбанистичките планови, поготово точката број 9, одлука за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-планската документација, кои итекако са важни за граѓаните на град Тетово. 12 и 13 точка, исто толку има тежина, има кај нас советниците тежина ние да одлучиме. Тоа е јавното комунално предпријатие што бара на сметките покачување на водата и џубрерината. Знаеме во Тетово како е со водата, како е со џубрето, во кој однос во моментот се наоѓа Тетово, и како координатор на советничката група на ВМРО ДПМН Тетово, барам председателе оваа седница 12 да се прекине. Барањето за прекин беше прифатено од председателот Хисен Джемаили без претходно гласање по овој предлог. Во денешната седница имаше неколку точки што се важни за граѓаните на општина Тетово и во текот на недела, минатата недела, не постигнавме да се одржат неколку комисии, професионалните комисии во скоп на Советот на општина Тетово, затоа денеска по барање и на советничката група на ВМРО, одлучивме да ја прекинеме оваа седница за да можеме во текот на недела да се одржат сите комисии, за да можеме да одлучиме по тие точки што се важни за граѓаните на општина Тетово. Инаку на денешната седница требаше да бидат донесени предлог правилници за начинот на издавање под закуп на деловен простор во сопственост на општина Тетово, како и нејзино учество во финансирањето на проектот за развој на Полошкиот регион и регулирањето на речното корито на реката Пена. На дневниот ред беа и точки за прифаќање на донации и други урбанистички одлуки.